И додека партиите со предзнак зелени во Европа стануваат се поголем фактор на политичката сцена, а во некои држави дури и победници на избори, во Северна Македонија тешко е да се биде зелен, вели поранешната председателка на единствената зелена партија Дом и актуелен пратеник Лилјана Поповска. Таа вели дека се уште се борат што посилно да ја изразат својата автентична идеологија, но и да бидат порелевантен фактор во борбата за почиста животна средина. Смета дека тоа е можно единствено со промена на изборниот модел. Ние толку силно се бориме за една изборна единица, да бидеме слободни предизборно, потоа постизборно да правиш коалиција врз исклучиво програмски основи и каде што цврсто ќе можеш да поставиш услови. Прифаќаме да влеземе во влада, меѓутоа ако се направи ова и ова еколошка заштита. За Поповска покрај ниската еколошка свест, проблем се и недоволните средства кои се одвојуваат за решавање на еколошките проблеми. Вели дека се за економија која ќе обезбедува работа, но економија која ќе го штити здравјето на луѓето и животната средина. Па тука е борбата со големите партии кои што се најчесто носители на власта. Ние затоа се бориме против дивиот урбанизам, против урбанизација по секоја цена. Бараме одржлив развој. Затоа се бориме против, како што кажав, тешка загадувачка индустрија. Сметаме дека треба да се оди на лесна, незагадувачка индустрија во Македонија. Многу поголем акцент во иднина државата треба да стави на еколошките теми, сметаат пратеници и граѓански активисти. Па колку е важно, може да видиме од тоа што веќе се зборува во Европската комисија да меѓу првите точки за преговарање за членство на Европската унија да биде баш заштита животна средина. Значи да не се почне со поглавјето 23 правосудство, човекови права, него се започне со животна средина или да биде меѓу првите. Тоа поглавје за животна средина ќе биде најмачното и најтешкото за преговори, бидејќи имаме голем број нерешени проблеми кои што не биле решени во изминативе години. Значи буџетот е многу битен елемент, бидејќи ние може да имаме добри закони, да имаме добри стратегии, но доколку буџетот што се издвојува за жал од година во година е некако многу тенок за сите овие проблеми, а ние само ќе си тапкаме во место. Земјава покрај со загадувањето на воздухот се соочува и со многу други еколошки проблеми, како што е нерешеното прашање со дивите депонии. Со државниот буџет за 2020 година се одвоени 0,5% или околу 19 милиони евра за заштита на животната средина. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски.